Почитувани гледачи, ова е новото издание на емисијата ТВ Ординација, а оваата ординација започуваме со изјавата на министерот Венко Филипче денеска пред спортската сала Борис Трајковски, каде што се врши масовната вакцинација на населението. Што донесоа мерките кои што веќе неколку дена се спроведуваат во земјава, односно полицискиот час од 20 часот па се до наредниот ден до 5 часот изутрината. Дали имаме намалување на бројката, што велат бројките во болниците и хоспитализацијата на пациентите, општо генерално за сликата во земјава и колку вкупно граѓани до денес се вакцинира, од изјавата на првиот човек во здравството во земјава, Венко Филипче. Денеска имаме повторен тренд на намалување, во рамките на трендот на намалување на новодиагностицирани случаи, бројка на новодиагностицирани негде околу 1000, што потврдува дека епидемиолошката крива е во континуиран пат. И тоа е еден добар податок, тоа значи дека мерките во рамките на предвидувањата ги даваат своите резултати. Притисокот во болниците, со оглед на тоа што се уште има голема бројка на диагностицирани пациенти кои согласно текот на клиничката слика сега нешто покасно во споредба со она што беше карактеристика лани се имаат потреба да се јават во болница. Притисокот е се уште голем, нешто послаб во текот на вчерашниот ден во однос на претходниот, кога имавме голем наплив на пациенти, меѓутоа тоа добро се менаџира во сите јавноздравствени установи согласно на распоредите, согласно прераспределбата на пациенти има слободни болнички кревети и во Скопје и во другите градови. Во Скопје на интерните клиники, понатаму во центарот, ковид центарот во Заводот за рехабилитација Козле. Во таа смисла се прави прераспределба и на пациенти од другите градови, ако треба сега во овој момент се навистина преоптеретени болниците во Куманово и во Битола. Меѓутоа тоа на дневно ниво го менаџираме. Добро се одвива вакцинацијата. Заклучно со вчерашниот ден близу 30.000 граѓани се вакцинирани. Во оној дел кој што значи вакцинација по пунктовите, некаде околу 12.000, од вкупно 22.000 распределени дози на вакцината AstraZeneca. Понатаму тука во салата Борис Трајковски денеска завршува вакцинирањето на вработените во критичната инфраструктура, со што го заокружуваме тој процес и од утре почнува вакцинацијата на постарите граѓани, како на дополнување на овој систем кој што веќе се спроведува во пунктовите. Тоа значи дека вакцинирањето во сите пунктови ширум државата и тука во Скопје продолжува по оној терк закажување како што трае. Фреквенцијата на спроведување е нешто зголемена изминатите денови, и од оние 700 до 800 на ден, сега се тоа вакцинирани на ден околу 1000 до 1500 и согласно пријавените термини тоа се спроведува во сите градови. Од утре ќе започне вакцинирањето и на помлади од 75 годишни граѓани кои што се пријавени во системот на сајтот Вакцинација МК или преку матичните лекари, и тие ќе добијат термини. Најпрво во Скопје, заради тоа што тука најголем притисокот, тоа значи дека сите 74 и 73 годишни граѓани кои се пријавиле во следниот период ќе бидат вакцинирани. Во овој момент од вакцината Спутник 5, веројатно на крајот на денешниот ден ќе останат околу 2500 вакцини, кажувам приближни бројки, на кои што ќе надополниме 2000 вакцини од AstraZeneca, овде остаток од вкупно 24, заради тоа што близу 22 се распределени, и 1000 кинески вакцини кои што пристигнаа како донација, и тоа е отприлика вкупната бројка на до вчера пријавените граѓани во Скопје на 73 и 74 годишна возраст. Како ќе доаѓаат вакцините, така овие системи ќе се надополнуваат, и сега дозволете само да кажам што е тоа што е најавено согласно информациите кои што ги имаме до сега. Од компанијата Pfizer преку нашиот директен договор на 19 и 26 април по 10.000 дози. Понатаму се уште очекуваме потврда, имавија средба со кинескиот амбасадор, презема обврска да направи што
Може вчера имаше некое поместување, добивме информации дека тој административен дел таму во Кина се забрзал. Исто така очувувам информација и од руската амбасада за дополнителни количини на вакцината Спутник. Повторно би требало 76.000 дози на AstraZeneca да стигнат до крајот на месецот, зашто утро разговара со представничката на Светската здравствена организација. И она што значеше помош преку трилатералните договори од Европската Унија, кои што ги најавија за месец април, очигледно дека ќе се поместат и според последните најави од утрово е дека ќе пристигнат во првата недела на мај. Така да, тоа се засега информациите како вакцините ќе пристигнуваат, од кои што најголема количина наеднаш очекуваме да стигне од Кина, 200.000 вакцини ќе бидат распределени по овој систем на вакцинација кој што веќе се спроведува ширум државата. И само уште една информација, ќе работиме на во овој период кој што е пред нас, очекувајќи и кинеските вакцини кои што ќе направат најголема промена у динамиката на спроведување на вакцинација и места за масовна вакцинација во уште неколку градови, по примерот на салата Борис Трајковски, а тоа ќе бидат градовите Куманово, Штип, Кавадарци, Битола, Охрид и Тетоа, покривајќи соодветни региони околу овие здравствени домови кои што може овој процес да го изменаџираат со кадар. Благодарам. По изјавата на министерот Венко Филипче, одиме во Струмичката болница, каква е таму состојбата, што се случува, имаме ли слободни легла, дали имаме доволно место за примање на пациенти кои што доаѓаат во дневните амбуланти за дневно лечење на COVID-19, од изјавата на првиот човек на Струмичката болница, доктор Катерина Кузмановска. Јас на почетокот најпрво би сакала да се заблагодарам на сите здравствени работници, на целиот медицински персонал од Општа болница Струмица, посебно оние кои што работат во првите борбени редови, значи во ковид центарот и инфективното оделение, на целокупниот ангажман кој што го даваат за да можат да им помогнат на пациентите болни од SARS-CoV-2 вирусот, затоа што верувајте битката е многу тешка. Клиничката слика е се потешка кај пациентите, бројот расте и не бира возраст, ниту бира професија. Огромна благодарност за сите кои што се вклучени во работата и во модуларната болница, и во ковид центарот, и во инфективното оделение. Огромна благодарност до Euromax Resources за оваа донација која што стига денес. Станува збор за нови медицински автоматизирани болнички кревети, 25 кревети и 25 фотокомери за течниот кислород. Јас и во претходното интервју кажав, значи ние имаме инфективен оддел кој што се наоѓа на втори спрат, каде што ни беше многу тешко да можеме да ги транспортираме кислородните боци за пациентите. Меѓутоа, со поддршка на Министерството на здравство, овозможивме довод на централен кислород, течен кислород од новиот хируршки блок до инфективното оделение. Направивме делумно реновирање и адаптација на просториите и еве сега имаме нови болнички кревети за пациентите кои што овозможуваат многу подобро сместување и се разбира еве со нови протокомерите за кислород, секој болнички кревет ќе има можност да добие пациентот од течниот кислород кој што е веќе спроведен до инфективното оделение. Тоа се нови 25 болнички легла кои што ние ќе ги отвориме. 25 болнички легла до 28 имаме во ковид центарот кој што ни е адаптиран во хируршките амбуланти. Тие ќе ни бидат секогаш на располагање и покрај тоа што пациентите ќе ги префрлиме на инфективниот оддел, а пред неколку дена започна и да функционира и модуларната болница, не само за пациентите од дневна болница. Значи имаме ние 95 пациенти на дневна болница кои што доаѓаат 2 пати до 3 пати во текот на денот, меѓутоа од претходниот, од вчерашниот ден започна да функционира и дежурна екипа со медицински сестри и лекари на специјализација од областа на интерна медицина и од областа на неврологија, за да можат да бидат покриени сите оддели. Значи 8 лекари на специјализација работат заедно со тројца инфектолози за да можеме да дадеме целата нега која што им е потребна на пациентите, да ги обсервираме и да во секој момент бидат хоспитализирани ако имаат потреба. Каква е состојбата на моментот? Имаме ли доволно легла со оглед на тоа дека билансот на дневна основа во Струмица се поголема бројка?
Да, како што кажав, значи ние во модуларната болница имаме во моментот 90, околу 90 пациенти на дневна болница. 37 легла ни се на располагање во секој момент, значи пациентите кои што имаат со влошена клиничка слика и потреба од хоспитализација ни стојат на располагање. Со завршувањето на овој процес сега на инфективно оделение и овие 25 легла, значи со централен довод на кислород, исто така ќе се надевам дека со постапката за набавката на течен кислород ќе бидат за 3-4 дена во функција. Така да мислам нема проблем со болнички легла. Во овој регион, колку можеме, ние ќе дадеме се од себе со персоналот кој што го имаме. Навистина е тешко, 14 месеци работат медицинскиот персонал, по 24 часа во скафандери, верувајте, и уморни се, меѓутоа даваат се од себе за да можат да одговорат на потребите на пациентите. Така, минатата година есента повторно клиничката болница доби донација од компанија Струмица. Полека го подготвувате новиот крак. Имаше некакви најави од Министерството за здравство дека до крајот на годината, односно минатата година, ќе биде ставен во функција. Докаде се нешто да таму во новиот крак? Така, значи новиот крак е веќе при крај. Се работи на набавка на медицинската опрема, значи целосно опремување, затоа што станува за огромен хируршки блок од 8 хируршки сали, направен по најсовремените стандарди. Таму имаме веќе централен кислород и од овој хируршки блок донесовме централен течен кислород и во инфективното оделение. И јас се надевам дека во наредниот период, ако работите течат така како што сметаме дека треба да одат овие неколку месеци, дека до крајот на годината, септември, октомври, ќе можеме да го пуштиме овој хируршки блок, а одека ќе останат само интернистичките оддели во... А останатите оделењата што се предвидени во новиот крак? Во новиот крак се хируршките одделниците, таму ќе бидат хируршки сали, значи хирургија, гинекологија, очно и ушно оделение, како и ортопедија со травматологија. Значи таму останува само хируршки, а тука остануваат интернистичките во старата болница. Мислам дека во наредниот период ќе се потрудиме да направиме реконструкција и во старата болница. Значи педијатрија, интерна и неврологија со психијатрија може да биде префрлено на првиот страт. Да. Минатата емисија зборувавме со доктор Маџунков за скринизите во бременоста и колку тие влијаат во раст и развојот на плодот. А доктор Маџунков го прашавме и што е со вакцините кај трудниците. Силно ги охрабри, а што велат статистиките на светско ниво и во земјава од следниот прилог. Вакцинацијата на трудници е се уште во кругот на светските научни истражувања. Од компании кои произведуваат вакцина само Pfizer и BioNTech докажале дека во вакцината нема присуство на мртов предизвикувачки агент на COVID-19 или присуство на помал дел од вирусот на SARS-CoV-2, како што е ген или протеин. Па така истата нема да предизвика промени во фетусот. Струмичкиот гинеколог Маџунков вели дека верува на студијата, ама кај нас се уште се зема со резерва вакцинацијата на оваа група. Вакцината за COVID-19 е безбедна за трудниците, исто така безбедна и за бебињата, затоа што прво не се внесува жив вирус. Маџунков е дециден дека бремените жени се изложени на поголем ризик и сериозен облик на COVID-19, но вели дека науката излегува со тврдење дека вакцините не влегуваат во јадрото на клетката, затоа теориите дека може да влијаат на фетусот на било кој начин не стојат. Сепак, силно ги охрабрува трудниците за вакцинација, но изборот и одлуката сепак е исклучува индивидуална. Ако било која трудница е заинтересирана, слободно може да се консултира со својот гинеколог. Студијата што пред малку ја кажав, ни дава позитивни резултати, охрабрувачки резултати. По Pfizer и BioNTech најава за истражување има и компанијата Johnson & Johnson. Во упатството пак на Спутник В има препораки за предпазливост кај трудници и доилки, а во останатите вакцини нема конкретно упатство за оваа група. Во најновите препораки на Светската здравствена организација за вакцините се вели дека врз основа на она кое што го знаат од овој вид на вакцини, немаат посебна причина да веруваат дека постојат посебни ризици со што би биле поголеми од придобивките на вакцинирањето на бремените жени.
Изминатата недела во Струмичката болница пристигна и донација од компанија во Струмица, која што донираше легла, како и апаратура која што ќе овозможува полесен проток на кислород до пациентите. Јас на почетокот најпрво би сакала да се заблагодарам на сите здравствени работници, на целиот медицински персонал од Општа болница Струмица, посебно оние кои што работат во првите борбени редови, значи во ковид центарот и инфективното оделение, на целокупниот ангажман кој што го даваат за да можат да им помогнат на пациентите болни од SARS-CoV-2 вирусот, затоа што верувајте, битката е многу тешка. Клиничката слика е се потешка кај пациентите, бројот расте и не бира возраст, ниту бира професија. Огромна благодарност за сите кои што се вклучени во работата и во модуларната болница, и во ковид центарот, и во инфективното оделение. Огромна благодарност до Euromax Resources за оваа донација која што стига денес. Станува збор за нови медицински автоматизирани болнички кревети, 25 кревети и 25 фотокомери за течниот кислород. Јас и во претходното интервју кажав, значи ние имаме инфективен оддел кој што се наоѓа на втори спрат, каде што ни беше многу тешко да можеме да ги транспортираме кислородните боци за пациентите. Меѓутоа, со поддршка на Министерството на здравство, овозможивме довод на централен кислород, течен кислород од новиот хируршки блок до инфективното оделение. Направивме делумно реновирање и адаптација на просториите и еве сега имаме нови болнички кревети за пациентите кои што овозможуваат многу подобро сместување и се разбира еве со нови протокомерите за кислород, секој болнички кревет ќе има можност да добие пациентот од течниот кислород кој што е веќе спроведен до инфективното оделение. Тоа се нови 25 болнички легла кои што ние ќе ги отвориме. 25 болнички легла до 28 имаме во ковид центарот кој што ни е адаптиран во хируршките амбуланти. Тие ќе ни бидат секогаш на располагање и покрај тоа што пациентите ќе ги префрлиме на инфективниот оддел, а пред неколку дена започна и да функционира и модуларната болница, не само за пациентите од дневна болница. Значи имаме ние 95 пациенти на дневна болница кои што доаѓаат 2 пати до 3 пати во текот на денот, меѓутоа од претходниот, од вчерашниот ден започна да функционира и дежурна екипа со медицински сестри и лекари на специализација од областа на интерна медицина и од областа на неврологија, за да можат да бидат покриени сите оддели. Значи 8 лекари на специализација работат заедно со тројца инфектолози за да можеме да ја дадеме целата нега која што им е потребна на пациентите, да ги обсервираме и да во секој момент бидат хоспитализирани ако имаат потреба. Повеќе од една година бруталната реалност секојдневно не подсетува, не опоменува дека нема ништо поважно, ама буквално ништо поважно од здравјето на луѓето. Кога целиот свет се соочува со ова глобална пандемија од епски размери, би рекол, пропорции, со девастирачки здравствени и економски последици, навистина е хумано, длабоко хумано да се замислиме, да направиме се во наша моќ, секаде и во секое време да направиме напори да им помогнеме на здравствените институции и секако најповеќе на здравствените работници кои што секојдневно се борат со надчовечки напори да ги зачуваат нашите животи и нашето здравје. На почетокот го слушнавме министерот Филипче за околу вакцинацијата на генерално ниво, но каква е состојбата во Струмица, колку пациентите од Струмичкиот микрорегион се пријавуваат во здравствениот дом, односно кај матичните лекари да се вакцинираат со AstraZeneca, која што пристигна изминатиот месец. Во здравствениот дом во Струмица од пристигнатите 700 вакцини од британско-шведската компанија AstraZeneca, заклучно со денес вакцинирани се 362 граѓани. Доктор Гудев за канал ВИС потврдува дека по 40 граѓани во просек дневно се вакцинираат во просториите на спортска медицина во Струмичката болница. Бројот на вакцинирани на дневна основа е во зависност од бројот на пријавите во мој термин преку матичните лекари. За сега нема ниту пациенти кои се
изјавиле да се пожалат на несакани ефекти и реакции од примената вакцина. Вакцинацијата поминува во ред по сите протоколи и барем кои што ги поставил пред нас Министерството здравство за зачување на пациентите здравјето како и на нашето здравје. Инаку протокол во ред да се прима првата доза, втората доза пациентите ќе ја примат после 3 месеци со закажување со точно дата и точен саат во колку саат да се јават за втората ревакцина. Така да мислам дека ќе биде добро. Моментално немаме никакви нуспојави од вакцината, иако не ни очекуваме, се уште рано, а мислам дека ќе немаме таква работа. Од здравствениот дом во Струмица велат дека кадровски просторно одговараат на потребите на вакцинацијата за населението против COVID-19, како и целосно почитување на протоколите од страна на Министерството за здравство. А до синоќа владата го изгласа донесе заклучок до собранието да се изгласа регулација на цените при лекување на пациентите во приватните болници. Министерот за здравство Венко Филипче нагласува дека состојбата низ болниците секојдневно се менаџира според потребите, исполнетоста и отворањето на нови места за хоспитализација. На утринскиот состанок со директорите на клиниките размениле информации во однос на состојбата. Ситуацијата е сериозна и во овој момент имаме благо зголемување на притисокот през ковид центрите, односно во текот на вчерашниот ден имало поголем број на нови хоспитализации. Дециден е министерот Филипче. Тој известува дека на денешната седница на влада во Законот за здравствена заштита со чии измени предлагаат цените во приватните болници да бидат изедначени со референтните цени утврдени од Фондот за здравствено осигурување. Со измените во Законот, дијагностицирање и лекување на ковид пациентите предлагаме да се движи од 40.000 до 305.000 динари, објави министерот за здравство. Државата, посочува министерот, покрај тоа што има овластување за склучување договор со приватни болници преку Фонд за здравствено осигурување, може да постави лимит за максимален износ на едно приватно лекување од COVID-19. Регулирањето на цените е неопходно за да се доведе до ситуација приватните здравствени установи да останат недостапни за огромно мнозинство на граѓани во нашата земја. Ги повикувам сите пратеници во собранието да дадат поддршка на оваа регулација за цените на здравствените услуги на ковид пациентите во приватните болници. Во време на пандемија од клучна важност сед пратениците да го изгласат ова законско решение со кое цените за третман на пациентите во приватните болници ќе бидат финансиски издржани за сите граѓани, напише Филипче на Facebook. Министерот нагласува дека состојбата низ болниците секојдневно се менаџира според потребите и отворање на нови места за хоспитализација. Одека и крајот на денешното издание на емисијата ТВ Ординација. Останете и понатаму со нашиот канал. Од мене до гледање.